Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска со вас во саботното издание на Позитивно работење изминатата година бележи јавното предпријатие Куманово паркинг. Тоа го покажа последниот извештај кој го изгласаа советниците на последната седница на Советот на општина Куманово. Јавното предпријатие Куманово паркинг има подобрување на финансиското работење. Ова беше истакнато на последната седница на Советот на општина Куманово, каде беше разгледан извештајот за работа за 2022 година и за последното тромесечје. Истото остварило зголемување од над 4 милиони денари, како резултат на остварени поголеми приходи од расходи. Разликата, како што посочија советниците, е во споредба со претходната година, кога биле 24 милиони денари, сега приходите изнесуваат 31 милион денари. Ако се има во предвид дека ова исто предпријатие со изброј на вработени кои во услови на енергетска криза, покачена цена на електрична енергија, покачена цена на гориво, покачување на минимална плата и други предизвици кои што воопшто не ни биле застапени во претходните години, за една година успело да го исправи на нозе и минусот на јавно предпријатие паркинг, кој во 2021 година изнесувал 933.881 денар, го доведе до плюс од 4.515.321 денар. Тоа само ја покажува посветеноста, професионалноста и неселективноста при работата. Воедно, знам дека целосно е спроведена систематизација на работните места, сервисирани и ставени целосно во потреба возниот парк, што јавното предпријатие Куманово паркинг го поседува. И сосема на крај би сакал да истакнам дека овој годишен извештај е огледал на една успешна приказна и пример за правилно менаџирање како што доликува на едно јавно предпријатие кое што, колку што знам, од своето постоење до ден денес порано постојано имало негативен биланс. Советникот Милјан Доновски посочи дека во 2022 година не е зголемен бројот на паркинг места во двете зони, но поголеми се финансиите соберени по таа основа. Тој нагласи дека останува да се види каква ќе биде состојбата со користење на паркинг местата во идниот период, по воведување на бесплатниот јавен градски превоз и дали тоа ќе се одрази врз работата на предпријатието. Јавно предпријатие е во сериозен ризик. Ако не ја прошириме без зоната за паркирање, да остварува сигурни приходи за да може да си обавува квалификувано и квалитетно својата основна дејност за која што е формирана. И второ, мораме сите заедно како совет и како јавно предпријатие да работиме на тоа да ги намалиме трошоците на ова јавно предпријатие под основ на закуп на простор за депо и закуп на деловни простори кои што ги користи ова јавно предпријатие, бидејќи тоа се нецелисходни трошоци кои што се провекуваат со години и ние мораме како локална самуправа и тие како јавно предпријатие да направиме многу голем напор да го ослободиме ова јавно предпријатие од овие трошоци во иднина како би можеле да се ослонат на сопствената работа. Сакам да дадам еден предлог, почитуван директор. Ние со новиот проект на градба на паркинг просторот на кружниот тек на улиците Октомвриска револуција и Трета македонска ударна бригада направивме еден мал паркинг простор кој што слично на паркинг просторот што го имаме направено на првиот кружен тек кај противпожарниот дом, сега се користи од голем број на жители на околните згради кои што го немаат регулирано паркинг простор. Тој е паркинг простор уреден, исцртан, сопственоста на општина Куманово и што е пречка да ви се даде на вас настопанисување како паркинг простор во Б зона за да можете какви такви приходи да остварувате и од него.
Директорот на предпријатието Сашо Петрушевски нагласи дека позитивното работење се должи на вложениот труд на сите 40 вработени. Нагласи дека по низа години е направена систематизација, сервисирани се сите возила и второто пајак возило кое не беше функционално, сега може да се вклучи во сообраќајот, со што ќе се зголеми и моќта на предпријатието. Нагласи и дека соработката со полицијата треба да биде на високо ниво, а се работи и на проширување на зоната Б. Ова јавно предпријатие прв пат откако е основано работи со добивка. И втора работа, тоа е благодарение на менаџерскиот тим и на сите вработени. Пајак служба и соработка со полиција треба да биде на високо ниво. Зошто не е била или каква е била, не сакам да коментирам. Јас секојдневно комуницирам со сите луѓе кои работат на ова проблематика во СВР Куманово и соработката во интерес на граѓаните и во интерес на вистината мора да биде таква. И трето, заложник сум за пуштање на Б зона, разговаравме и со координатори и мислам дека сите сектори во општина, односно се она што е потребно како техничка документација и потребна документација да се добие дозвола од СВР Куманово, ние веднаш ќе пристапиме кон одбележување. Што се однесува до кружниот тек, кога ќе добие општина употребна дозвола и кога ќе добиеме дозвола од Совет, ние веднаш ќе пристапиме кон реализација на тие места за кои ми поставивте прашање. По дискусијата точките добија зелено светло од советниците. Тече реконструкцијата на улиците во двете поголеми кумановски населби Ајдучка чешма и Карпош. На оваа тема многу повеќе во видеото во продолжение. Општина Куманово почна со реконструкција на улички во населбите Ајдучка, Чешма и Карпош, како што денеска информираа надлежните од Оделението за комунални дејности од општината. Се поставува бекатон на 10 улици во двете населби. Жителите на овие приградски населби со години бараа санација на улиците, за да не газат кал. Сите помали улици ќе бидат реконструирани во населбата Ајдучка Чешма. На повеќе од 10 улици ќе биде поставен бекатон, досега се завршени 5. Жителите на населбите ќе имаат побезбедни улици за движење на пешаците и побезбедно приклучување на главните сообраќајници во населбата, велат од Оделението за комунални дејности. Според податоците на општината и електронскиот систем за јавни набавки, избрани се две компании кои ќе ги санираат оштетените бекатон плочки на двете зони од градот Источна и Западна. За двете компании одвоени се скоро 18,5 милиони денари од општинскиот буџет за тековната година за реконструкција и санирање на оштетени јавни површини на сообраќајници и тротоари со бекатон плочки на територија на општина Куманово. Во меѓувреме почна и санација на улицата Ѓуро Ѓаковиќ зад локалитетот Серава и изградба на нов паркинг простор на оваа улица. На локацијата претходно имаше паркинг кој делумно е оштетен од задржувањето на атмосферската вода, која се слева од повисоките делови од градот на селбата Тоде Мендол и Бајрам Шабани. Мораше да се санира и паркингот и улицата која го поврзува Зелениот пазар со центарот на градот. Очекуваме наскоро да се заврши темелната реконструкција и граѓаните и возачите да имаат подобри услови за безбедно одвивање на сообраќајот, велат од општината. Шверц на мигранти бил спречен вчера од полицијата кај местото Аџитепе во Куманово, при што шверцерот се дал во бегство. Во СВР Куманово е пријавено дека кај место викано Аџитепе полициски службеници од полициска станица Сопот во патничко возило Голф со бугарски национални ознаки пронашле 4 лица мигранти, 3 од Сирија и 1 од Пакистан, додека возачот се дал во бегство откако ја забележал полициската патрола. Информираат од Министерството за внатрешни работи. Увид на местото извршила екипа од СВР Куманово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, велат од полицијата. Агрон Фазли доби втор мандат од занаечиите. На изборното собрание на Републичката занаечиска комора, која се одржа во ресторан Грација во Куманово, учествуваа 15 комори од државата. Според занаечиите во земјава во последните 4 години, староновото раководство покажало дека работи за нивните интереси.
Велат, во деновите на пандемија, економската криза, менаџментот придонел за дејноста, да се спречи затворање и да се зачуваат работните места. Председателот рече дека честа е голема, но и одговорноста да се застапуваат занаечиите. Рече дека ќе продолжи да работи за развојот на занаечиството, дефицитарниот кадар и дејноста да го заземе своето место во државата. Од комората најавија и нови програми. Повеќе во изјавите во продолжение. Денеска во Куманово се одржа изборното собрание каде што се ме избра за втор мандат. Голема е одговорноста, чест е многу голема, но и одговорноста голема да ги представуваме нашите занаечи од целата наша држава, бидејќи се наоѓавме во тешко време и се истакнавме со нашите барања и успеавме да реализираме дел од нашите барања кон занаечиите и секако дека сите регионални занаечиски комори го препознаа нашиот труд и затоа гордо стојам пред вас и гордо стојам пред занаечиите дека заслужено ми го дадаа вториот мандат, но и од другата страна јас сум ќе почнам и повеќе да работам, бидејќи одговорноста е голема да ги застапуваш 25.000 деловни субјекти, односно занаечиство во Македонија, одговорноста е голема, затоа ќе бидам многу повнимателен во иднина и ќе работиме за развој на занаечиството во Македонија, за дефицитарниот кадар кој што недостасува во Македонија и така да ќе се потрудиме да занаечиска комора го заземе своето место во Македонија, односно во државата. После одржаното собрание на Занаечиска комора на Република Северна Македонија, делегатите изразија поддршка на старо-новото раководство, каде што беше избран стариот, односно новиот председател со вториот мандат Агром Фазли. Она што би сакала да го напоменам е дека Занаечиска комора на Република Северна Македонија ќе верифицира 10 програми со кои што ќе се одржуваат, односно кои ќе ги реализираме заедно со регионалните комори. Тоа ќе бидат програмите за автомеханичар, за сладкар, пекар, фризер, козметичар, за дом мајстор и уште додатни 4 програми, но сакам да кажам дека ние нема да застанеме тука, туку ќе верифицираме уште нови 5 модернизирани програми од кои што имаат потреба младите. Денес во Куманово се одржа изборно собрание на Занаечиската комора на Република Македонија. На изборното собрание учествуваа 15 комори од Република Македонија со своји представници во собранието, односно по 20 членови од секоја комора и по еден член како председател на комората во управен одбор. Изборното собрание течеше во најдобар ред и на собранието беа разгледани повеќе точки, но главно беше изборот на ново раководство, односно во глобала беше избор на старото раководство за ново раководство, бидејќи во последните 4 години раководството на Занаечиската комора се покажа како многу добро, дека работи за интересите на занаечиите и во тие тешки денови, во денови на пандемија, во денови на економска криза, придонесовме за занаечиите да бидат зачувани нивните работни места, да не дојде до затварање на работните места, односно веќе и во тоа време после пандемијата дури и одеше во нагорна линија занаечиството. Сепак занаечиите од цела Македонија го кажаа својот збор и со изборот на постоечките председатели на управен одбор и на собрание за повторен мандат од 4 години докажаа дека сме работеле квалитетно и во интерес на занаечиите. Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст Куманово организираше пробни врснички едукации за волонтерите кои што поминаа обуки за општи врснички едукатори. 9 волонтери одржаа врснички едукации на останати волонтери и членови од Клубот на млади Куманово. Волонтерите имаа за задача да одржат една врсничка едукација на темите кои што Црвен крст ги работи и една врсничка едукација на општа тема по нивен избор. Се работеше на теми ХИВ-СИДА, трговија со луѓе, борба против зависности, дискриминација, развиток на технологијата, социјални медиуми и ширење на дезинформации. Сите волонтери кои што беа дел од обуката
науката за општи врснички едукатори се стекнаа со сертификат за врснички едукатори, информираат од организацијата. Кумановци знаат, се што ви треба на едно место сега и во недела во Алфи Куманово. Во најпознатиот техноцентар во градот од сега функционира и реномираниот маркет Кам. Продавниците ќе работат и во недела. Кумановци своите секојдневни потреби за прехрамбени и непрехрамбени производи од сега може да ги задоволуваат во нов современ продажен простор на маркетот Кам, сместен во Алфи Техноцентар во населбата Карпош. Најголемиот малопродажен синџир во земјава, Кам го отвори новиот трет маркет во Куманово. На просторот околу 550 метри квадратни, обезбеден бесплатен паркинг просторот Алфи Би, збогатена понуда на производи, модернизирана пекарница и поголема прегледност при пазарењето, потрошувачите ќе можат да ги набават сите неопходни производи. Продажната мрежа на Кам продолжува да расте. Ова е нашиот 78-ми маркет, со асортиман кој го сочинуваат околу 1700 артикли, меѓу кои добро познатите производи под Кам марка, како и познати интернационални брендови, остануваме посветени на целта да го доближиме високиот квалитет по редовно ниски цени до сите граѓани. Велат од Кам. Поволност е што маркетот, како и Алфи Би, ќе работат и секоја недела од 10 до 20 часот. На големото отворање утре од најпознатиот техноцентар во градот најавуваа дека со сметка над 1690 денари потрошувачите ќе добијат гратис круасани и кафе. Кумановци знаат, се што ви треба на едно место сега и во недела во Алфи Компани. Во продолжение вести од Македонија. Ние сме политичари кои носат тешки, но државнички одлуки. Никому не му е лесно во вакви ситуации, бидејќи диалогот значи и отстапки, но знаеме дека тие тешки одлуки се за подобра иднина на сегашните и идните генерации. Ова го истакна премиерот Димитар Ковачевски од Охрид, каде денеска се одвива продолжението на разговорите за договорот за пат кон нормализација на односите меѓу Белград и Приштина, што се одржуваат под покровителство на Европската Унија. Во обраќањето пред медиумите Ковачевски ги охрабри председателот на Србија Александар Вучиќ и премиерот на Косово Албин Курти да бидат конструктивни и да имаат продуктивна средба во Охрид. Тој забележа дека државата е препознаена како почитуван партнер на меѓународната заедница и фактот на стабилност во регионот. Токму затоа смета премиерот сега е вистински момент да се забрза евроинтегративниот процес кој е важен за сите земји од Западниот Балкан. Местото на Западен Балкан, според председателот на владата, е во ЕУ, географски, историски, политички и цивилизацијски, особено во услови на геополитички превирања, длабока поделеност на светот и воена агресија на европскиот континент. Уште еднаш потенцира дека сака да го види регионот целосно интегриран во ЕУ, зашто вети дека ќе направи се што е во негова моќ давајќи поддршка на овој процес. Заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бојан Маричиќ денеска на состанокот на Советот за стабилизација и асоциација помеѓу ЕУ и Северна Македонија рече дека вратите на ЕУ се отворени, но дека на нас останува да ги завршиме обврските и да испорачаме резултати кои се во интерес на граѓаните и на економскиот развој на државата. Маричиќ истакна дека Северна Македонија ја спроведува спогодбата во континуитет и во целост, со што е постигнато значително ниво на хармонизација на националното законодавство со правото на ЕУ. Тој укажа дека е донесен новиот закон за буџети со кои се воведуваат фискални правила, совет среднорочно буџетирање и дополнително подобрување на фискалната транспарентност, а се осврна и на започнатата реформа на даночниот систем согласно стратегијата за реформа на даночниот систем 2021-2025. Вице-премиерот посочи дека и покрај сите предизвици постигнате напредок и во однос на понатамошното усогласување со ЕУ законодавството, наведувајќи дека е донесена стратегија за развој на системот за јавни набавки 2022-2026. Според новиот индекс на просечен животен век во светски рамки, објавен од Обединетите нации, македонските граѓани живеат во просек 75,26 години. За мажите оделно таа бројка е 73,1 година, а жените во просек живеат 77,47 години. За споредба посочени се и податоци од истражување и статистика на Светската банка. Според оваа листа, просечниот животен век на македонците е 74 години, на македонките 78.
-48, вкупно минус 76 години. Истражувањата покажуваат дека долговечноста се заснова на 3 главни и основни фактори: генетика, пол и начин на живот. Потоа се земаат предвид и компоненти како што се хигиена, исхрана, култура, избор на професија, пороци, вежбање, пристап до квалитетна здравствена заштита, па дури и криминалните стапки. Според Обединетите нации, светскиот просек во поглед на животниот век заклучно со 2023 година бил 70,8 години за мажи и 76 години за жени. Времето денеска во Куманово беше сончево. Во време. Дневната температура ќе достигне 16 степени, а утринската ќе биде 1 степен Целзиусов. Тука е крајот на Дневникот. Ви благодарам за вашето внимание. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатен викенд.